назад во студиото на Слободен печат. Денеска со нас една девојка која што оние кои што ги сакаат ноќните забави по Скопје, добрите свирки, добрите журки многу добро ја знаат. Дина Јовановска од Ringtones има многу добар повод да биде наша гостинка за прв пат во студиото на Слободен печат. Добро утро и добре дојде. Добро утро и добро ве најдов. Имаме навистина убав повод да гостуваш, иако одамна се договаравме јас и ти, меѓутоа баш имаше прилика овој пат да дојдеш и да го најавиме она што ќе се случува овој четврток на 21. Пред се честитки за 10 години роден ден на Ringtones. Благодарам. Убав начин да го одбележите. Мислам дека не е практика баш сите бендови и солисти, не е важно така да се слават на овој начин роден ден. Она што мене ми се допаѓа плюс податокот дека е хуманитарен концерт кој што ќе се случува, да кажеме детали, станица 26 во четврток во 8 часот. Ќе потенцираш, Дина, да бидат точни за тоа што ќе завршите во 11. Така е, да, значи славиме 10 годишнина, убаво си ги кажа деталите, станица 26 со почеток во 20 часот. Може би да, не го прават често, меѓутоа ете ние решивме на ваков начин да си прославиме и зошто да не. Убаво е на некој начин да им се одолжиме на заедницата што не следи и не поддржувала сите овие години, а во исто време да направиме и ете убав чекор, хуманитарен. Да, навистина ќе го споменеме и тоа, од каде идејата, зошто баш на таков начин да се употребат средствата, именно ги употребувате за да купите инструменти за некои деца кои што немаат. Еве ти ќе ни кажеш подетално од каде идејата за еден ваков гест, затоа што како музичари знам дека не секогаш имаме доволно средства, особено инструменталистите, ти си пејачка, ти немаш толку големи трошоци, ама добро. Да, релативно. Меѓутоа, гитаристиве и тапанари и така натаму, они баш имаат трошок, онака, кога се станува збор за инструменти. Од каде идејата? Ајде прво, за да се надоврземе на идејата, мора да ни кажеш, јас знам некои од деталите дека сте почнале во средношколските денови, меѓутоа да ни раскажеш приказната, па да ги поврземе коцкичките, зошто и како тоа се. Епа, најпрво, нели, ние сме средношколски бенд, така е формиран Ringtones пред 10 години со голем удел на ученици од Никола Карев средната школа. Па, нели, како што поминува времето, мислам се комплетиравме целосно, па еве имаме сега допирна точка и со Рамис Хамид, основното училиште. Идејата за хуманитарниот настан, односно да собереме инструменти, беше баш поради таа причина што сметаме дека не секогаш младите надежни музичари или луѓе што сакаат да се бават со музика имаат допир до пристап до инструменти во школите и нели секако тоа е малку потежнато во голем дел од нашите школи. И сега не има такви воопшто можност немаат за свирење во повеќето школи. Да, па решивме зошто да не пробаме еве барем вака на мал начин, нели, да донираме на едно место, две места, па можеби некој ќе ги следи нашите чекори, па ќе продолжи во истава насока. Да помогне секако, да ги поддржиме младите и ни таленти да творат, одржуваат македонската музика. Так. Можеби некој ќе открие дека сака да се занимава со музика. Нели? Така. Можеби па добро, тоа се години кога сите си се бараат себе си. Токму така, ако некој немал прилика да фати гитара или да микрофон или што и да е, можеби токму така ќе се најде себе си. Дина, морам да забележам дека 10 години не е малку време, меѓутоа и малку е за успехот кој што вие го постигнувате и за публиката и заедницата, како што и сама кажа, која што ве следи, која што е секогаш на вашите свирки. Морам да споменам дека и ние и нашите колеги сме редовни. Доста редовни. Да, доста редовни. Затоа што навистина одлично го правите тоа што го правите. Морам да потенцирам. Мене ме интересира изборот на песните кои што ги свирите. Не е секогаш едноставно да го погодиш репертоарот и да онака баш на секоја една песна да реагира публиката. Заедно го договарате тоа? Секако дека да.
Вака, најпрво ние почнавме како бенд што свири малку поалтернативна музика. Нашите први чекори беа во Скопскиот клуб Маракана, значи прво целта беше да почнеме да свириме некаде и сега сите како нас тргна по тој пат. Така што кога на почетоците кога свиревме таму, баш свиревме од кеев, баш свиревме ствари што работи што ги сакаме. Меѓутоа секогаш заедно сме се договарале и сме биле на иста бранова должина, да речам, за репертоарот. Сега како пројде време, еве изминативе 8 години, сме дел од настанот што се случува во Public Room македонски шлагери. Секој петок, да? Да, и таму изведуваме чисто македонска музика, меѓутоа малце и тоа е определено ете да фати некоја друга етапа од времето. Со почеток нели некои шлагери, меѓутоа и ретро македонски поп хитови што биле многу голем дел од моето детство, верувам дека и на дека останале до ден денес да се пеат, така што така на некој начин се договараме што би сакале да свириме и секако дека публиката гледаме како реагира и се прилагодуваме и на тоа. Секако, меѓутоа стварно е изненадувачки колку и во 2024 година се пеат некои рефрени. Да. Луѓето ги сакаат. Преубава реакција имаме секој пат и тоа многу ни дава и енергија и ете желба да работиме повеќе и да правиме вакви работи. Така и треба да знаат луѓето дека доколку сакаат да отидат да ве слушнат, мора тоа со време да се резервира затоа што е се распродадено. Секој еден петок е онака баш е полна куќата, како се вика, полна е Public Room. Не бевме воопште свесни дека ќе дојде до таков момент кога почнавме пред 8 години, тоа беше договор да се направи некој настан што ќе трае 10 петоци. Пало ми го пријатно, ама не излезе така. На 8 години. Да, оде есента, некаде до крај на април. Секој петок можат луѓето да не најдат таму и да си уживаат. Да, наистина уживање, значи топло препорачуваме. Исто така се надевам и знам, сигурна сум дека така ќе биде и на концертот во четврток. Кажи ми, репертоарски исто така ќе има од сепа нешто, нели? Ќе има и од почетоците. Ќе гледаме да склопиме во тоа време што го имаме, затоа што репертоарот не е воопште мал, меѓутоа ќе направиме некоја ретроспектива и секако да вметнеме и од нели англиските песни, меѓутоа и од ова што го свириме на македонски шлагери. Поготово затоа што ќе имаме и специјални гости на настанот. Одлично. Кои ви се гости можеме да откриеме? Можеме, затоа што веќе ги прочитав јас на плакатот. Да. Огромна чест ни направија што прифатија да бидат дел од нашиот настан. Лидија Кочовска, Верица Пандиловска, која прифати да дојде од Холандија конкретно за овој. Да, специјално доаѓа за настапот. Па браво за Верица. Да, Никола Перески Пере, Нокаут. Добро, супер. Дупер ќе бидат дечките. Диџеј Славе ќе биде исто така и БРХ бенд, значи дечињата од браќа Рамис Хамид. Исто така ќе имате чест да ги видите да отсвират некоја песна. Супер. Така што мислам дека ќе се направи убав микс. Да, се разбира се. Па да, и гостите ви се одлично одбрани, баш тоа се веројатно и оние чии што песни сте ги свиреле и вие на настапите, така да ќе биде убава вечер, сигурна сум. Она што ме интересира, докаде е рингтон со авторска музика? Морам да чепнам. Вечното прашање. Рингтон со авторска музика моментално не е никаде. На пауза. Не викам дека нема желба, меѓутоа не тргнало во погон такво нешто и сега сме малце повеќе фокусирани на ова што го правиме моментално. Не исклучуваме таа можност дека можеби ќе се случи нешто такво во иднина. Меѓутоа сега за сега не најавувам ништо такво. Ќе ме викнеш после некој време ќе правиме. Важи кога има нешто ново ќе го најавиме сигурно. Меѓутоа во однос на авторската музика, да, се ми е јасно и зошто е тоа така и ме интересира твојот став. Колку со оглед на тоа дека сте вие супер ангажирани, а не свирите авторска музика, колку има поента кога зборуваме од оној финансиски
аспект да се свири своја авторска музика? Колку може да се да има некаква добивка, финансиска зборувам, сега не зборуваме, секако поривот и желбата да се свири своја музика има секој музичар. Меѓутоа, што со тоа тука на оваа наша сцена? Дали вреди доволно да се вложи, да се создаде авторска музика за еден концерт и каде и кога би се свирал тој концерт? Мислам, има бендови кои што свират авторска музика, ги гледаме еднаш во 3 години во Македонија. Свират надвор. Да, за жал малку е покомплицирана работата кај нас во државата, секако е дека има смисла да се работи на авторска музика, затоа што имаш љубов за тоа што го правиш. Так. Ништо нема да те спречи. Сега е малку мислам на таа тема потешко е да се разговара затоа што стварно е малку е жалосно што не може да речеме дека ако креираме бенд авторски дека еве вака ќе може да живееме само од тоа во државава. Може би и затоа поголемиот дел од нас се бават на ваков начин со да. кавер песни и функционираат на тој начин. Меѓутоа пак ќе кажам, секако во душа доколку сакаш да правиш авторска музика, нема ништо да те спречи. И ако имаш одредена цел, има начин, нели? Да ги охрабриме младите луѓе кои што ќе сакаат да создаваат музика, да не е лесно. Мора да се сложиме дека не е лесно. Меѓутоа апсолутно не е лесно ни ова што вие го правите. Значи, бара жртви, бара одделување на време. Вие веројатно сите се занимавате и со друга работа. Повеќето од нас се занимаваат и со друга работа и исто фактот што свириме толку често со рингтонс, нели остава многу мал простор да ставиш фокус на нешто друго, особено нешто што треба да извира од друго место, да биде нели свое. Тоа си бара баш време и повеќе посветување. Меѓутоа, пак ќе кажам, никогаш не вели никогаш. Так. Ќе видиме што ни носи времето во наредните години. Ајде сега во блиска иднина или во она што се вика сегашност. Што Дина сака, колку имаш ти слободно време? Навечер да шеташ, што готово не. И јас ми одговор немам. Дина излага на незините свирки во петок и во сабот. Во слободно време знам да се дружам со пријателките на кафе или негде надвор преку недела. Така, па да. Иначе спортувам, одам да вежбам. А што сакаш да слушаш во слободно време? Каква музика ти сакаш? Веројатно не е дека си ги слушаш истата песни што ги пееш. Не, мислам дека само тоа и не слушам. Само тоа не. Да. Во различен период ме фаќаат различни моменти и слушам различна музика. Некогаш ми се слуша рок музика, некогаш ми се слуша поалтернативно, некогаш поп, некогаш ќе слушнам некој нов македонски бенд со актуелни работи. Да, така што сум доста разноврсна, пак во некои одредени граници. Да. Се движам све околу поп и поп-рок музика на некој начин, тоа ме интересира. Тоа те интересира, тоа и тоа што го пееш и го правиш навистина добра. Морам да ја споменам енергијата, оние кои што не те виделе на сцена, ти си навистина нешто кое што не застанува на сцена. Навистина. Треба тренинг за тоа, треба веројатно, сигурно сум ја рече дека и вежбаш. Значи, Дина буквално скока и пее. Треба и повеќе тренинг за тоа, затоа што не знам од каде извира, едноставно сум друг човек кој ќе застанам на бина и немам контрола врз себе. Ама добро, тоа е убаво, тоа е тоа што треба на сцена на крајот на криштата за да ништо не е од тоа изфорсирано, се кога е убава енергијата меѓу нас како бенд и кога пренесуваме на публика и публика ни враќа назад, тоа е взаемна енергија и едноставно ме тера да се движам така. Се чувствува. Ја спомна енергијата, ајде да ги споменеме пред крај, пред да се поздравиме и момците. Значи, ние еднаш не ги спомнавме кои се дел од бендот, ќе си ги поздравиме нормално. Секако дека ќе си ги поздравиме.
останатиот дел од Рингтон се Симон Пеовски на гитара и вокал, Неврос Бајрам на уште една гитара и уште еден вокал, Така. Дарко Фотиновски на бас, Кристијан Лафазановски на тапани. Да. Исто така огромен поздрав до Давид Матевски што е наш тонец и се грижи звукот наш да биде безпрекорен секој настап. Да, на сите настапи он ви е баш како ваш тонец. Браво. Одлично, поздрав за целата екипа. Јас ви посакувам да имате убав концерт, знам дека ќе имате. Среќен роден ден вака однапред. Ќе си честитаме на концертот, ние ќе бидеме таму. Yes. И да се гледаме за убави работи, кој ќе има нешто, тука сме. Фала ви многу на поканата да гостувам денес тука. Ми беше драго, Дина. Исто и мене. Се гледаме. Вие останувате со слободен печат како и секогаш. Следи она што вас секогаш ви го задржува вниманието.